Јас со тој концепт на длабока држава не оперирам, не разбирам точно што би значило тоа. Ќе го сватам еве како метафора. Ќе го сватам како метафора за тоа дека имате определени групи на луѓе со известна политичка и општествена моќ, seедно кај се распоредени, главно се во јавниот сектор, кои што нема никогаш отворено нормално да се спротистават на премиер или да се спротистават на изјава која што според од една европска светска перспектива звучи прогресивно, значи внимаваат на таа перцепција што постои за нив, но од друга страна заднински прават се да ги подкопаат нештата. Имам впечаток дека методите се повеќе пропагандни на таквото подкопување. Тука го имам во обзир интервјуто на премиерот од ноември беше, токму за оваа агенција, за БГНЕС, кај што апсолутно ништо не кажа човекот што требаше така да ги извади од памет гурдите потомци на партизаните. Сите излегоа, не знам, сите индигнирани, целата индигнирана елита всушност, тоа е општествена елита, нели, интелигенција, така натаму, главно тој профил на луѓе, сите беа индигнирани од неговите изјави, сите се повикаа на своето храбро, гордо, антифашистичко и партизанско семено стебло. И забележав, значи, две работи. Прво, забележав дека прво има нешто што не е нужно, пропагандизам, има некој рефлекс, буквално рефлекс кај нив, значи, таков некритички однос кон митот за сопственото потекло. Така што они се демонстрира убеденост дека произлегуваат од една чиста нација, антифашистичка нација. Сега, перверзијата во ова е дека ако сте, нели, вие чисти, морално супериорни, чисти во смисла и вашето потекло и целата ваша нација, замислете, битта е антифашистичка. Тоа е ароганција. Сега, перверзно, парадоксално, ако вие претендирате на чистота на нацијата, се знае што значи тоа. Тоа е фашизам. А од друга страна, антифашизмот беше видот на нивниот фашизам на некој начин, мора да се каже така, или еве фигуративно ќе го кажеме, затоа што фашизам веќе стана збор кој што се употребува за се најнеодговорно, но сакам да кажам тоа е еден вид на национализам, национална самобендисаност и така натаму ароганција. Вие вашето битие национално е создадено од такво чисто ткиво, на чист антифашизам. Нација без дамка, нација родена од антифашистичката борба. Значи, ние сме почисти од Франција, нормално почисти од Германија, така излегува. Се реакцијата беше таква, значи во тоа има нешто што е веројатно неосвестен рефлекс. Значи тие луѓе најсериозно веруваат во тоа и не сваќаат дека тоа е форма на национализам, на нацизам на некој начин, сега може претешки зборови кажувам, но во секој случај ароганција. Да, има и тоа, сега тие не ги дискутирам, тоа веќе е некое друго ниво на дискусија. Такво ниско ниво гледавме и со Грција на времето и едни за други разменувавме слични квалификации, такви трибалистички, вие на ова племе припаѓате, вие на ова и така натаму. Тоа е некое друго ниво на национализам и говор на омраза, тоа постои исто така. Мене овие другиве ми се интересни за анализа, затоа што тие држат до ниво, тие никогаш не би рекле татари. Но тие и тоа интелектуалци ценети, значи има комплетно отсуство на рефлексија како зборува за самите себе. Прво, собствената нација дека е од таков чист антифашистички, значи со никаква дамка корен. Второ, тие самите се потомци, сите на партизани и така натаму. Значи,
никнати од едно такво чисто антифашистичко потекло. Од друга страна, не забележува дека цела една друга нација ја сведуваат на еден период од историјата и сметаат дека е во ред и ден денес да ги гледаат на тој начин. И тоа е комплетно нерефлектирано, неосвестено. Значи, тоа е на ниво на дискурс стварност кај нас, ненужно е тоа пропаганда, но според мене во еден момент се случи еден вид на пропагандна мобилизација на целата оваа интелектуална елита, затоа што ако вие им кажувате здраворазумска работа, дека еве Заев во еден момент не негирал некаков период на историја, туку направил перформативен гест на именување на еден соседен народ, едноставно, без идеолошки квалификации, сака со тој гест да демонстрира дека тие луѓе не може да се сведат на еден период, и се вие го објаснувате тоа, а од другата страна упорно се повторува нешто друго. Значи, ако постои такво одбивање на рационална дискусија, тоаш има и една димензија на пропагандизам. Тоа, да речеме, го забележав. Сега, тоа мене би ми било длабоката држава или Deep State, затоа што не сум свесна сега за тие структури и сето тоа за кое што зборува Георгиевски, затоа што немам искуство со тој дел од општеството.